Почитувани медиуми, почитувани сограѓани. Она што беше само во главите на ВМРО-вците, денеска го гледаме на виделина сите. Ова табла позади мене е доказ дека Прилеп станува двојазичен и дека институциите во Прилеп стануваат двојазични. Ова табла е доказ за велепредавството на сопствениот народ во страна на златната петорка во Прилеп, Јовановски, Талески, Локвенец, Смилевска и Сугарески. Каде се сега истите овие луѓе, одново да ви кажат дека двојазичноста е само во ВМРО-вските глави измислена. Истите овие луѓе стоја на набина заедно со нивниот лидер Зоран Заев и безсрамно лажеа цела маса луѓе дека нема да има промена на државното име, нема да има двојазичен Прилеп и дека нема да има федерализација на државата. Граѓаните се сеќаваат на вашите иронични насмевки кога ќе ги спомнеа овие теми. Дали овие двојазични табли ќе донесат подобар живот за прилепчани? Дали преку двојазичен Прилеп ќе ја подобриме катастрофалната состојба во болницата? Дали докторите ќе добијат 100.000 денари плата? И дали ќе се покрени бодот на стоматолозите од 40 на 70 денари? Ќе донесат ли овие табли 50 евра плата за граѓаните или можеби поголеми пензии за пензионерите? За ова ваше лицемерие ќе следува уште поголем и уште покатастрофален пораз на следните парламентарни и локални избори. Граѓаните видоја дека сте ништо друго освен бесрамни лажговци. Како не ви е срам да плаќате пари за двојазични табли, а да немате пари за прилепските бранители? Како е возможно овие табли да имаат поголем приоритет од бранителите кои го бранеа територијалниот суверенитет и интегритет на Република Македонија? Како е возможно овие табли да имаат поголем придонес од бранителите? Лично, во Советот на општина Прилеп побарав укинување на комуналните давачки и даноци за бранителите од Прилеп. Но по се изгледа за овие луѓе ништо не значи тоа дека некој и животот го жртвувал за оваа држава. Затоа казната ќе стаса многу брзо. Ќе се соочите со гневот на народот и ќе бидете запишани во темната историја на нашата држава Република Македонија.